Само вистина, почитувани, добро вечер. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерва, како што и најавивме, разговараме со двајца гости за актуелни теми. Велам добро вечер за господинот Стефчо Јакимовски, председател на ГРОМ, и господин Маријан Ѓорчев, поранешен амбасадор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Господа, денеска меѓу оние поактуелни теми беше и таа дека Македонија и САД го постигнале тој договор, како што е наречен, за реципрочна трговија. Сега, господине Јакимовски, од оно што досега е познато, Македонија ќе ги укинува царините за американските производи, додека пак од друга страна ние ги задржуваме тие, тоест САД ги задржува тие 15% тарифа, со можност, како што барем најавија, за некои од производите да има и нулта стапка царина. Како првично го оценувате вие овој договор и што според вас реално ќе донесе добро за македонската економија? Па го оценувам како референдум за самостојување, со можност да стапи во еден сојуз на југословенските држави и никогаш не влеговме во тој сојуз. Мислам дека оваа администрација нема шанса корекција на тие царини. Сега гледаме колку царините се моќно економско средство за заштита на домашниот пазар. Ова е сосема различна политика американска која ја спроведува практично на цел свет. Значи мултилатерализмот скроз го трга на страна и практично ги билатералните односи ги развива со секоја земја посебно, и ова е најсериозен удар што досега од 45-та година па нааму е удрено врз мултинационалните институции, како што е Обединети нации, како што е пак сакате и ММФ, Светска банка, Светска трговска организација. Значи членството во Светската трговска организација не носеше нас сите за да полека но сигурно правиме слободна трговија. Светот слободно да тргува, меѓутоа додека западните земји беа доминантни со своите производи и технолошки многу поразвиени во однос поготово на источните земји, нив таа трговија им одговараше да биде без граници, без царини и така натаму, меѓутоа гледаме дека практично таквата царинска политика и таа политика на Светска трговска организација страшно ја искористи Кина и практично таа незините производи ги рушат сите бариери во цел свет. И очигледно дека нашиот стратешки партнер, Соединените американски држави, ние колку и да сметаме дека малку се овие и ексцентрични потези на председателот Трамп и на неговата администрација, сепак тие сваќаат дека се со сериозен удар од разни компании, сметајки дека Соединените американски држави се силна држава, имаат силна економија и така натаму, и дека можат да попуштат секаде, меѓутоа очигледно дека политиката се смени и си водат сметка самите за себе, и мислам дека тоа треба да биде поука и за нас, дека многу повеќе треба да свртиме кон самите себе. Добро, господине Ѓорчев, ваш став, еве и како поранешен дипломат, дали овој договор е повеќе важен економски, политички или и двете? Што, како вие гледате? Најнапред, македонската држава е членка на Светската организација од 15 октомври 2002 година. Сум учествувал во тие преговори, тоа е многу значајно за Македонија, затоа што ние сме земја која што има целосно либерализирана надвршна трговија. Целиот, да речеме, промет што го издвојуваме околу 8 милиарди евра за извоз и 11 милиарди евра увоз, околу 3 до 3,5 милиарди евра негативен поголем увоз од извозот, фактички го сочинува на некој начин целокупно наше работење со светот, и многу е важно од аспект на, би рекол, на некој начин почит кон сосвената држава, со секој од тие големи сили, кои што се како Соединените американски држави, која што е плюс и стратешки партнер на Република Македонија, со кого што сме соработувале и 99-та година и потоа и 2008 година како стратешки партнер, значи да има еден однос како за членка на Европската унија. Значи Европската унија има со САД потпишано договор за 15% на царина на сите производи од Европската унија кои што одат во Соединените американски држави. Македонија нема некој голем обем на трговија со Соединените американски држави, но важно е и економски, прашавте. Добро е, значи, да имаме третман како да сме членка на Европската унија со 15% царина. И јас сум сигурен дека ќе стигнат и повластици за одредени производи кои што можеме да... Па верувам дека за одредени производи за кои што и порано сме ги извезувале во Америка, да речеме уште од времето на кога Македонија не била држава, се извезувал галички кашкавал,
ми го кажал господин Каркински во Торонто, се извезувале некои производи од Македонија кои што биле многу ценети на канадскиот, на северноамериканскиот континент. Политички е важно дека продолжува таа соработка со Соединетите американски држави и мислам дека тоа е добро за нашата македонска држава. Добро. Сега со овој договор ајде ќе видиме доправа какви импликации ќе има. Исто така, додека надвор се договара ова, дома секако македонската економија може да се каже дека е под притисок на инфлацијата, високи цени, граѓаните се жалат барем на големи трошоци. Паралелно, веќе 2 недели синдикалците ССМ протестираат за повисока минимална плата. Господин Јакимовски, како вие гледате на овие барања од синдикатите? Дали се реални или партиски мотивирани, како што оцени премиерот? Едно е дали се реални, друго е дали се оправдани. Дека се оправдани, се оправдани. Што се 400 евра денеска за да преживее едно семејство? Тука нема дискусија. Дали се реални? Многу е тешко сега на фирмите вие од 400 да им зголемите на 600 минимална плата, тоа е 50% зголемување на плата. Владата тоа може да го направи, да го прифати тоа, меѓутоа во тој случај ќе затвориме многу фирми. Но сметам дека не можеме така игнорантски да се однесуваме. Во оваа ситуација треба сите да направиме нешто. Да, што според вас е добро да се направи? Прво, за да можеме ние да направиме 600 евра минимална плата, тоа значи дека владата мора да се откаже од некои своји трошоци. Тоа значи мора да намали некои даноци, мора да намали некои придонеси, мора да намали влезни трошоци кај компаниите, мора да ја намали буџетската потрошувачка. Значи сето тоа да влие на намалување на трошоците на компаниите, за да можат тие да го издржат 600 евра минимална плата. А ако тие трошоци не се намалуваат, односно тие натаму растат, и 600 евра плата нормално ќе мора да стави клjuč на врата. Значи, не е добро да ги етикетираме синдикалците дека ова е политички мотивирано, значи живеачка со 400 евра нема. Второ, мораме сите сериозно да седнеме и мора криза е, не може во криза владата да ја зголемува буџетската потрошувачка. Впрочем, јас топло би го препорачал бившиот министар Кире Миневски многу убаво објаснува, значи во ваква ситуација кога има опасност од буктање на инфлација, кога имаме ценовен притисок, кога платите притискаат да се качат, прво што треба државата да ја затегне тоа е буџетската потрошувачка, тоа значи мора да ги намали буџетските расходи и некои своји задоволства што ги има како влада, тоа значи истото се однесува на локална самоуправа, на јавни предпријатија и така натаму. Да, имаше некој начелен договор и со УПОС за администрацијата се договорија, беше еве оценет од премиерот пред неколку денови како историски во тек на 3 години, нели да се зголема. Може ли ова да го издржи? Тоа е обратно од она што го зборувам. Тоа значи ќе мора да растат буџетските расходи. Ако изголемуваме платите на администрацијата, ние ќе мора да расте и буџетската потрошувачка. Ако сакаме ние да запреме инфлацијата, тоа е школски, се знае како по ноти. Значи мора да се запре буџетската потрошувачка, мора да се замрзне, мора личната потрошувачка, мора и пензии, мора и све, но во ситуацијата пензиите мора да се штитат пензионерите со најниска пензија, а тоа значи тие да се сапортираат од социјалните фондови. Значи, например, велиме дека едно социјално семејство не смее да има, например, под 500 евра и тоа мора да го обезбедиме од социјалните фондови, за да може да тоа социјално семејство да функционира. Но во секој случај, сите подеднакво мора да го поднесеме теретот на оваа криза. Очигледно дека со војната во Украина, со запирање на ефтините енергенси како гориво на најголемата економија во Европа, а тоа е германската економија, кон која сите ние сме ориентирани, поготово Македонија и сите тамо турбуленции во тоа стопанство, сите нивни трошоци зголемени тие гледат да ги, бидејќи се големи извозници, практично ги извезуваат на земјите кои што ги везуваат нивните производи, и тоа значи дека таа ни е пред се увезена инфлација, но ние мора да правиме се што можеме за да и таа инфлација ја гушиме, да се намалува потрошувачката, ако сакаме да не букнат цените. Но во исто време и синдикатите што барат 600 евра, можеби нема да дојдеме до 600, ќе дојдеме до 500 и нешто, ама мора и владата да намали од трошоците и молесни на компаниите малку да попуштат. Во спротивно, ако целата разлика во цена оди во плати, тогаш како ќе има проширена репродукција? Како се набавува нови опреми, нова машина?
како ќе се освојуваат нови пазари, како ќе се воведуваат нови технологии, како ќе се освојуваат нови производи. Значи, ние мора да водиме сметка и да се покачуваат плати, но во исто мора да време да има и проширена репродукција. Добро. Без неја се нема напред. Така. Господине Ѓурчев, дали вие сметате дека македонскиот работник заслужува поголема плата? Минимално до сега што се основните барања. Имаше прилично реакции периодов, блокади, пораките се јасни. Че напред вака, синдикатот, предприемачите преку Стопанската комора и владата се трите столба, чинители, кои што треба секоја година да ги утврдат на некој начин правилата на кои што работниците, бизнисмените, предприемачите и владата ќе имаат заеднички став по однос и на прашањето на платите. Социјален диалог се вика. Да, социјален диалог. Меѓутоа, Македонија тргна по еден пат на регулирање законско со идејата на многу европски економисти кои што почнаа да говорат за општ базов доход, за некој доход кој што ќе обезбеди социјална живеачка за во времето кога вештачка интелигенција заменува многу работни места, и Македонија во 2018-19 година го донесе тој закон како треба да расте, донесе закон за минимална плата во член 4 како треба да расте минималната плата. 50% од растот на просечната плата во Македонија и 50% од индексот на трошоци до живот. И сега, да речеме, во период 2024-2025 година просечната плата порасна од 22.500 на 24.397, некаде за 7, просечната плата порасна за 10,6%. Пензијата порасна од 21.500 на некаде околу 26.000, тие повеќе порасна заради начинот на кој што беа зголемени пензиите, а минималната од 15.800 на 18.190. Тоа е некој социјален диалог кој што се води на некој начин помеѓу овие три фактори. Но за да дојдете до вистинска цена на минималната плата, има економетриски модели. Ние имаме брилјантни професори по економетрија. Еден од нив е Бесник Фетај на ШТУ. Имаме други економетриски, имаме други професори кои што предаваат економетрија. Некоја што учевме со матрици, сега тоа се работи со други методи. Се работи компјутерски. Значи се знае дека во Македонија продуктивноста ова година 25-та била околу 3%. Се знае дека растот на односно инфлацијата ќе биде околу 4,1, порастот на платите законски може да биде во тој дел 7,2-7,5%. Во тој контекст порастот и на минималната плата ќе зависи од порастот на просечната плата. Добре, Сега, ако минималната плата, многу е важно колку луѓе во Македонија ја зимаат. Дали ја зимат 20.000, 25.000, 30.000, тоа е прво. Да го квантифицираме бројот на луѓето што зимат минимална плата, што синдикатот не го кажува, ама го кажува статистичкиот годишник на Република Македонија. Второ, треба да кажеме каде работат тие луѓе што зимат минимална плата. Велат статистичкиот годишник вели дека 70% работат во микропредпријатија. Јас сум имал предпријатие за консалтинг услуги, јас сум бил вработен и уште еден човек кој што бил по договор за дело. И јас сум бил доел кој што сме зимале многу мали плати. Знам колку зимат адвокатите со нивните адвокатски приправници, има такви фирмички кои што се. И тие се, да речеме, 50% од тие вработени, вели статистиката, се меѓу 25.000 и 28.000, се вработени во такви малички предпријатија. Добро, и што е чарето според вас? Чарето е дека тие луѓе зимаат плата, а покрај тоа зимаат и од сивата економија нешто као додаток од тие што ги вработуваат и луѓе еден или двајца вработени. Но и покрај тоа што е така, минималната плата, социјалниот диалог мора да продолжи во насока како може државата да помогне. Државата може да помогне во диалог со предприемачите под еден основ во делот на помагање преку пониски придонеси за минималната плата. Односно субвенции на еден начин, а друг начин може да помогне преку поголемо одоночување. Ние сме капиталистичко општество. Ние со декрет преминавме од социјализам во капитализам, направивме приватизација, ама менталниот склоп на македонецот не го сменивме. Не кажавме дека капитализмот е класно општество, неправедно општество и дека таму богатите владеат. Ако богатите владеат, тие најмногу заработуваат, треба и да даваат повеќе.
Наместо тоа, кај нас во Македонија главен индикатор за полнење на буџетот е ДДВ-то, индиректните трошкови од мене, од вас, од тоа. Да, значи, за да може тоа се едни гладните забелешки на синдикалците за производно-стопански комори, како што ги нарекуваат газдите и бизнисмени. Пак ќе кажам, значи тука се работи за многу мал број на вработени со минимална плата. И тука може отворено диалог да се отвори тој социјален диалог, да се каже колку можат предприемачите, а тука е важен колку македонскиот работник произведува на по еден работен час, колку создава вредност. Тоа е 31 американски меѓународен долар прави македонскиот работник. Црногорецот прави 33 долари, србинот прави 28, албанецот 23 долари. Значи, ние треба да кажеме колку може од тие пари во создавањето на таа додадена вредност, колку учествува капиталот, колку учествува трудот. Трудот кај нас учествува 47%, капиталот 42%, државата 11%. Сега диалогот е колку кој може да даде да порасне трудот од 47% на 50%, капиталот колку може да отстапи и колку може државата да даде помош во таа насока. Да, прашањето е што сега ако од синдикалците најавуваат дека немаат намера да отстапат од своите барања, значи очигледно треба да се бара никаков начин, бидејќи со блокади на институции веројатно ништо не се решава. Прво само да кажем, не можете за 28.000 вработени, имате 520.000 вработени во приватниот сектор и уште 170.000 вработени во државниот сектор и услугите околу државниот сектор. Не можете вие за 28.000 вработени да го поставите тоа како ултиматум. Туку мора да имате разбирање како тоа го решила една Полска, како го решила една Словачка, како го решила една Чешка, да не говорим за Бугарија и Романија, да кажете дека тоа се решава и со привремени мерки на 3 години, како што предложи и владата, и со, да речеме, системски мерки, законски мерки. Ако вие инсистирате мора да бидат 100 евра или 200 евра, вие ги рушите законските основи на кои што е утврдено како ќе расте платата во Македонија. И затоа велам дека треба да се најде компромис. Синдикатот, јас сум бил председател на синдикатот и сум дигал штрайк против Анте Марковиќ 89 година за банкарството. Работа на синдикалците да бараат поголеми плати. Но, ама имавме основ. Стопанска банка, системот на Стопанска банка Македонија беше најдобра банка во Југославија, а платите на нашите работени беа 13 пати помали од Југобанка и од Љубљанска банка во Љубљана. Значи мора да имате основ. Не можете вие без основ да велите ние сега мораме да покачиме на да речеме условот е 600 евра, така ли? Да, и 100 евра линарно за сите други плати. Ке се согласите ли, господин? Не баш така, затоа што покачување на минималната плата од 24 на 30 и колку тамо и 6000 денари. Да, зависи нето или бруто, автоматски ги повлекува покачување и на другите плати. Значи тоа имаме верижна реакција, тоа е систем на сврзани садови. Значи тоа сериозно поместување во сите плати ќе предизвика. Затоа велам дека треба да тргнеме на страна препукувања, омаловажувања и се друго што се дури на сериозно некаков треба начин се извинувам во моментов само ми текна дека се отиде некако оваа битка помеѓу синдикатите и владата до објавување на видеа, па се реагираше на некаков начин, се претвори во битка помеѓу првиот човек на ССМ Трендафилов, па ќе го прашам тој господинот Ѓурчев со објавувања на видеа со неговите деца. Некако фокусот од главните барања се префрли на некоја јавна пресметка за видеа. Дали ово вака треба да се тера? Дали се тоа 28.000 или се 128.000, воопшто не е битно. Плата од 24.000 денари и таму и 600 колку е мала плата, нема тука дискусија. Ние сега сите заедно треба да видиме добро како можеме да ја покачиме. Што треба да направи влада, што работодавачи, каде да попуштат малци и вработените, што чаре сите да направиме. Пак ќе кажем, не може влада да си ги зголемува своите расходи, да ги зголемува платите на администрацијата. Веќе кај нас платите во администрацијата стана поатрактивни во однос на стопанството. Тоа е недозволиво. Во тој случај нормално ќе имаш ти притисок од приватниот сектор да идат вработените кон јавната администрација и јавните предпријатија, наместо обратно, од администрацијата да бегат да одат во приватниот сектор, а тоа е лошо. А ако ние го немаме и немаме силен приватен сектор, ако тој не влече напред, тогаш ние како ќе го зголемуваме бруто општествениот производ? Гледаме дека не зафаќа тотален процес на деиндустриализација. Само 15% од GDP-то ни го прави индустријата.
Само 5% ни го прави земјоделието, па тоа е страшно што ни се случува. Значи ние сериозно треба да седнеме најсериозните економисти во оваа држава, со помош на Светска банка, ММФ, надвршни консултанти, ние сериозно треба да видиме каде ќе оди оваа држава, како ќе се развива, како мислиме натаму да одиме, затоа што ова се гледа дека оди во една линија која што прогресира и ние не ќе дојдеме во многу тешка ситуација, практично да немаме кој да ни го создава доходот и бадила ние ќе ги договараме платите, дали тие ќе растат или не, нема кој да ги исплаќа, значи ќе се затвараат фирми. Што значи треба да престанеме со препакувањата, сериозно да се свати работата и владата, и синдикатот, и работодавачите, сите треба да седнеме и да се барачаме, но пак ќе кажам, владата мора да ги вклучи најсериозните економисти во оваа ситуација за да видиме кој модел ние натаму треба да го избереме за наш економски развој. Добро, господине Ѓурчев, се извинувам, ако збориме за царините, влезте во грчки маркет, влечете во грчка продавница, ај најдете производ од некоја друга европска земја, земја членка на Европска унија. Слободна трговија има. Како таа си го штити своето производство? Со прелевмани. Што правиме ние? Ние правевме така наречени вонтарифни бариери, ама тие увозниците ќе најдат некој канал со некоја политичка партија, ќе се тргнат тие вонтарифни бариери за да може практично увозот и практично тоа ни се случи. Го уништивме целокупното домашно стопанство, како што го уништувавме целото производство, така го уништувавме и земјоделието, особено во делот на прехрамбената индустрија, и сега доаѓаме до ситуација во која што доаѓаме, значи ние треба да земеме примери кои што земји како си го штитат своето производство, ако сакаме да обстануваме, ако вака ние стануваме земја увозно зависна. Ова што ни се случува ќе има сериозно влијание врз платно-билансната неравнотежа, врз дефицитот на тековната сметка, а тоа силно ќе влијае врз да мора динарот да депрeciјација на македонскиот денар да оди, што значи дека ќе мора да се коригира курсот. Значи ние тоа е една спирала која што ние мора да ја пресечеме, да бидеме доволно мудри. Во спротивно, ако само се караме и секој ден си гледаме кој по-безобразна изјава ќе даде, ништо нема да направи. Да, во тој контекст токму и тоа сакав да ве прашам, господине Ѓурчев, колку е важно она што споменав, фокусот на целата оваа дебата, каде што треба да се најде очигледно заеднички јазик во тој социјален диалог, треба да е токму на овие дел од аргументите секој да каже засегнат дали може да се најде заеднички јазик, отколку повеќе со објавување на видеа, собирање на малолетни деца и се тоа што го изнагледавме, барање од изведувања, со оглед на тоа што сте од ВМРО ДПМН, затоа ве прашувам кој кому треба да се извини во целата оваа ситуација и на што треба всушност главниот фокус да е? Главниот фокус треба да биде да се седне, според мене, местото е Стопанската комора на Република Македонија или другите стопански комори, заедно со синдикатите, не еден синдикат, имаме неколку синдикати грански и представници работна група од владата, не под светлото на камерите и не со препикување на пресконференции, туку во една делотворна, макотрпна расправа која што ќе трае 15-20 дена, овие аргументи за кои што говориме, колку е продуктивноста, колку е инфлацијата, колку расте храната во Македонија, колку учествуваат услугите во формирањето на бруто општествен производ, колку индустријата, кај нас е така. Услугите се 60%, индустријата е 20%, земјоделието е 5 до 7%. Тоа се фактите и ние мора тоа да го согледаме. Ако сакаме, земјоделците не влегуваат во таа минимална плата, имаат помалку примање од минималната плата, а тоа се 60.000 вработени. Да, и се само дека тешко живеат, тие се само вработени. Затоа ви велам дека треба и во тој контекст да имаме согледување како да одиме напред, за да можеме да изнајдеме, пак ќе кажам, долгорочно со привремени мерки социјален пакет, но долгорочно ние мора законски да одиме. Да дојдеме до една стапка на плата која што ќе биде, да речеме, достојна за живот и во рамките преку намалување на инфлацијата, преку намалување на дефицитот, преку зголемување, кои се мерките? Раст на индустријата, повисока продуктивност, замена на увозот со извоз на високо дадени производи. Тоа се трите компоненти што треба да создаде владата стратегија, предприемачите да го имплементираат тоа, а синдикатот да учествува со работникот да добие едукација. Има и други мерки. Работникот преку стартапи, имате тие мали предпријатија. 10.000 од нив може да бидат едуцирани преку стартапи за своите работни дејности. Особено во услугите тие што се во малите гранапи кај што имате еден-двајца вработени во малопродажба, во консалтинг фирмите. Значи може многу лесно да ни стои диалог да дојдеме до ситуација да се зголеми платата со привремена мерка, но долгорочно да одиме со формули.
колку е продуктивноста, колку е инфлацијата, колку е трошковите. Не е исто, видете сега, кај нас зашто реков е пресудно дали плаќаме индиректен данок или директен данок. Ви имате македонци кои што по Forbes имаат милиарда. Неколку македонци. Добро. Се, јас имам пензија, некоја пензија која што е на средно рамниште. 18% на ДДВ-то што го плаќам ја, во реален износет 18% во проценти, но од моите, да речеме, 40 и нешто илјади денари, тој ми останува многу малку за живот. А тој што има милиарда, кој ќе му се одземат 18% и 180 милиона, има уште 900 и 820 милиона евра. И во тој конт, како актива, јас говорам, значи, мора во Македонија, и тоа велат и реформските закони, мора да оди во еден дел и со прогресивни даноци, и дури данокот на солидарност мора да биде присутен. Не е солидарноста привилегија на социјализмот. Данок на солидарност, тој што има плата над 100.000 евра, треба да плати 10% данок на солидарност. Тој што има плата 50.000 евра треба да плати 5%. Тоа се мерките како да дојдеме до социјален пакет. Да, но кај нас обратно пропорционално се пред некоја година се зголемија функционерските плати. Дали треба да се намалат? Вие спомнавте околу снимките и сега дали некој треба се срами или не. Јас сум длабоко убеден дека таа снимка што е направено, каде што Трендафилов иде со неговите деца, тој од возило правено, таа е политичка снимка. Јас апелирам обвинителство да се отвори предистражна постапка, да се утврди кој тоа го снимал. И ако тоа го прави, а претпоставам дека го прави Министерството за внатрешни работи, треба да се утврди што е причината што тој човек е сниман и во конкретниот случај неговите деца. Таа е снимка професионална, таа не е од телефон направена. Втората работа, што сакам да кажем, некоректноста на господјата Дафина, например, а па си ви пишува добро утро, Дафина, кого денеска ќе снимаш, таа му вика добро утро, Кончита. Добро, да. Значи, овој употребува сарказам, он употребува навреда. Реториката од сите страни. Па потоа му вели исперите си ги кошулите така натаму. Значи, не може власт така арогантно да се однесува. Дали ме сваќате? Значи, мораме, има сарказам, ворете, ама веројатно, мораме... господине Јакимовски, на политичката сцена сите треба да се однесуваат така е, малку, еднакво, без разлика власт, на диалог треба да го Именно во тој контекст нема беше потреба за прашањето. таква работа. Ворете, вие сте сега власт, ама дека ни цветаат ружите, не ни цветаат. Пилето на Гранка да го прашаш ќе ти каже дека слушај, не ни е добра работата. Ама се полошо и полош сме. Ја не викам дека се директно најодговорни они. Фала Богу, они се во моментов одговорни. Ама за некој триумфализам, за некоја надуеност апсолутно нема место. И затоа маките на секого ние треба да се потрудиме да видиме што се маките кај секого и да видиме затоа добиваме власт. Дали треба се намалат платите на функционерите? Да престанеме со популизам да се бавиме. И за, како што реков, и за вработените македонците бараат држава. Добија држава. Таа држава пари кошта. Секоја држава мора да има председател, мора да има премиер, мора да има министри, мора да има војска, мора да има... И тоа треба да се плати. Тоа модело што ни го кажуваат не постои нигде во светот. Сега да бидеме реални. Значи, си има утврдено одмерени коефициенти, не знам, министер, односно председател на влада зема 4 просечни плати, 4,1 просечни плати. Да, но поентата беше апропо оние 78% што беа зголемени во 2023-та со одлуката нели на Уставниот суд. Јас нема да бидам популист, јас треба да кажам вака. Уставниот суд водеше политики. Уставниот суд требаше да донесе пресуда уште 200 милиона евра да се исплатат како резултат на тоа што не беше почитуван законот. Ние ќе се научиме ли еднаш да почитуваме закон? Значи 10 години платите не се менувале согласно закон и согласно формула што постои. И потоа најдеш кога се зголемуваат, зборуваме дека неправедно се зголемиле платите, ама во исто време и пензиите во тоа време се зголемиле 75%. Значи ние прво треба да се научиме да почитуваме закон. За секого. Ама тој ми одговара, ама не ми... Ако не ни одговара, дајте ќе го менуваме. Ама мораме да го почитуваме законот. И во исто време социјален диалог. Мора да имаме, мора да водиме сметка со луѓето со најниски примања, поготово за пензионерите мораме да водиме сметка со ниски примања. Ова што збориме дека имаме милиардери. Знаете колку луѓе земаат 89.000 денари пензија? Тоа е највисоката пензија во Македонија. 18 луѓе.
Тоа е жално. Колку земаат на 60.000? Од силни доктори, од силни професори, бизнисмени и друг, само 18 луѓе во оваа држава земаат 80. А ќе ми кажете дека е превисока Да, пензија? но господине Екимовски, од друга страна, ако зборуваме, реално младите се иселија од државава. Исто така, што и во тој контекст ќе дојдеме и до тоа прашање, само да му дадам збор на... Некако се прави голем јас печатокот е во јавноста. Да, треба веројатно државата и било кој да е на власт да се грижи за сите категории на граѓани, но факт е дека од друга страна имаме масовно иселување, дека не се нудат добри, не само сега, туку и претходно, дека не им се нудат, младите се жалат дека немаат добри политики и квалификации. Нели зборуваме она како да излезете од партиската линија, да добиете заслужено место ако сте се образовале во оваа држава, ако сте се едуцирале, да останете тука и тука да оформите семејство. И тука е прашање.